Сакам на граѓаните на општина Свети Николе да најаваме една нова стратегија во нашата интенција и намера за почист град и почисто Свети Николе. Имено, преку комуналното предпријатие се набавија околу 70 нови контейнери, меѓутоа ние во изминатиот период увидовме што всушност се пропустите и каде може да се подобри делот на поголемата градска хигиена и нормално нели што помалку ѓубре на улиците. Така да комуналното со набавката на контейнерите ќе оди ставање на контейнерите пред колективните згради за домување, затоа што таму најчесто луѓето немаат можност да користат канти. Јас најавувам дека локалната самоуправа ќе набави 1500 канти, од кои што 700 канти сега го распишуваме тендерот, ќе бидат поделени на граѓаните кантите, значи тоа ќе бидат големи квалитетни канти, ќе бидат поделени со тоа што таму каде што има контейнери ќе се трнат контейнерите ќе бидат заменети со канти, секој домаќинство ќе добие канта со бројче, таа ќе биде задолжена на реверс со одредена сума, нема да се наплаќа, значи кантите се донација од мене, од градоначалникот и од локалната самоуправа, обврска ќе биде грижливо да се чува и да се одржува, со тоа што ќе знаат граѓаните кој ден во неделата ќе поминува камионот за собирање на смет и така ќе се собира сметот и многу поорганизирано и полесно ќе дојдеме до почист град. Овие 700 канти ќе бидат набавени во текот на овој период, идните ќе бидат ставени во буџетот идната година, реков ќе бидат донација, нема граѓаните да дават никакви средства, ниту на белешките да им се одбиваат пари, значи едноставно се со една единствена цел, да ја подигнеме на што повисоко ниво хигиената во градот. И сега постојат контейнери кои што се за подолба на отпадот и ние мораме да се навикнуваме на тоа. Тоа е иднината која што доаѓа. Ако отидете на запад и на било која соседна држава, малку што е по на север, ќе видите дека имате 3 типа или 4 типа на контейнери каде што на едно место е стаклото и останатото, пластиката, хартијата и другиот отпад. Тоа е со единствена цел да се привикнуваат граѓаните на она што следува. Ние сме во источен плански регион припаѓаме во делот на справувањето со цврстиот отпад, има стратегија, мислам дека до крајот на годината ќе почне да се работи со тоа и граѓаните ќе мора да се навикнуваат во перспектива да го делат и да го сепарираат отпадот. Сега тоа е само како проект кој што е од страна на локалната самоуправа. Меѓутоа реков дека ова е многу значаен проект кој што го почнуваме, затоа што со давањето на кантите на граѓаните, секој ќе знае дека има сопствена канта, ќе биде во неговиот двор, сака да стават кеси внатре да не им биде непријатно или не, тоа е избор на граѓаните, колку имаат финансиски средства, пожелно би било да имаат црни кеси. Меѓутоа, пак ќе речам, со овој потек всушност го избегнуваме она што се случува сега, многу едноставно. Сега неколку жители имат еден контейнер, ќе ги земат кантите што се обични инакви, ќе ги стават во контейнерот, се полни контейнерот и веќе почнува ѓубре околу него. Вака секој ќе внимава прво на сопственото ѓубре, второ секој ќе биде одговорен за својот дел. И на тој начин ќе допринесеме до почист град и почисто Свети Николе.